Билјана и прашува, тоест велиш дека треба почести оброци, но како да го поедноставам тоа и да не губам многу време во спремање? Билјана, супер ти е прашањево и не бев сигурен дали го имам одговарано, но во секој случај често го комуницирам со луѓето со кои што работам, затоа што при тоа, нели, она што е мојата филозофија, барам ја што ја применуваме, добар појадок у првиот пола сат до сат, редовност на оброци на 3-4 часа и пиење вода. Многу често луѓе знаат да можеби се фатат во замка да сметаат дека тоа е премногу време, па кој ќе спрема, па тоа е пречесто, неам ја цел ден на тоа да мислам, што и е легитимно и супер забелешка, затоа што на крај на денот ниту јас немам многу време за да мислам за тоа и да спремам и да готвам, но сум воспоставил некоја стратегија која што можеби еве ќе ти помогне и тебе, а тоа значи дека конкретно еве ние дома знаеме да изгубиме можеби 2-3 часа неделно за да спремиме поголем дел од тоа што сакаме да ги задржиме нашите навики и редовност на оброци. Во смисла знаеме на крај на неделата да свариме тенџере со јајца. Знаеме да исечеме можеби салата која што ќе ја чуваме во затворени кутии. Знаеме да ставиме лимон во тие зеленчуци за да се држат посвежи, затоа што витаминот С делува како антиоксиданс и не дозволува да се спури зеленчукот. Знаеме да користиме замрзнати зеленчуци и овошја кои што генерално не треба миење, не треба сечење затоа што се веќе исечени, веќе измиени, само се спремни за употреба, да се одмрзнат или можеби да се подсварат малку. Знаеме да чуваме и дома, и во кола, и во канцеларија, јатки и работи кои што не се расипуваат, кои што нема да ни овозможат изговор дека сега немам време да отидам до маркет да купам за да ужинам, така да тие се некои стратегии кои што ние ги практикуваме и би ти советувал еве ти да ги практикуваш, затоа што не значи дека редовноста на оброците и квалитетниот начин на исхрана треба да ти го одземе цел живот и да ти се оптеретуваш со тоа. Напротив, и јас не сум за тоа. И еве, тоа се некои насоки кои што би ти ги препорачал и дефинитивно припремата е веќе 90% завршена работа и ќе ти го олесни целиот процес, отколку можеби да се фатиш во текот на денот со неспремна и да си речеш, окей, сега што би правела и како можам да немам време да одам до маркет или не знам што да купувам, ќе го прескокнам овој оброк и така да го изгубиш континуитетот.